Дневник во 20 часот, добро вечер. Централно издание на настаните кои се случија во Велешко-Теквешкиот регион. Што е најново од Македонија, светот и спортот, ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Сосед уби соседка откако со секира и задал смртоносни удари по главата. Заврши изградбата на водоснабдителниот систем за индустријска зона Речани 2. Работилница на тема родот и родовата рамноправност во организација на Фондацијата Елена Лука се одржа во Кавадарци. Убиена 63 годишна жена во Велес, откако соседот денеска предпладне од засега непознати причини со секира влегол во незиниот дом и нанел смртоносни удари на главата. Со лесни телесни повреди се здобил и незиниот син. Настанот се случил на улица Енгелсова број 22, а напаѓачот веднаш беше приведен од страна на полицијата. Сања Ангелова ги има деталите. Убиена 63 годишна жена во Велес. Убиството го сторил сосед кој предпладнево најпрвин вербално со закани е нападнал неа и незиниот син и снаа. Откако осумничениот тргнал кон нив со себе носејки, земјодел скалатка и нож, оштетените влегле во нивната куќа и се закучиле. Осумничениот ги продолжил своите намери и кршејќи ја влезната врата, веднаш ја нападнал соседката, нанесувајќи и тешки телесни повреди. Синот и снаата се обиделе да ја помогнат, но и тие биле нападнати и тешко повредени од страна на сторителот. Поради здобиени тешки телесни повреди, жената била однесена во општата болница во Велес, а оттаму во клиничкиот центар во Скопје, но им подлегнала на повредите. Жителите на улицата Енгелсова во Велес вознемирени. Сабале не знам колку саатот беше. Почеа кршење стакла, светларници, викање, помош, полиција. Таори соседнија згради се вознемирија. Човеков се малку забега, не знам институциите како реагираат. Он пријавен ли е таму, не знам. Мерно таму, како е. Важно, со никој не живее, тоа е гарант. Конфликтна личност? Со сите. Ако погледнеш подоко, не ме сакаш ти мене и кој те шишува. Ни те гледам, ни те шишувам. Увид на лице место изврши надлежен обвинител од основното јавно обвинителство од Велес, а напаѓачот е лишен од слобода. Кривични пријави добија кавадарчаните 56 годишниот ИП и 38 годишниот МА од страна на секторот за внатрешни работи Велес за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични средства, психотропни супстанции и прекурсори. Именно на 30 март годинава при извршен претрез во домот и просториите на МА одземени се 13 мали најлонски пакувања и 2 поголеми со прашкаста материја, 2 дигитални ваги и 10.270 денари. Вештачењето утврдило дека станува збор за 19,83 грама мешавина од парацетамол и кофеин и 54,36 грама хероин, како и 0,38 грама марихуана. Од обавен разговор со МА е утврдено дека истиот ја набавувал опојната дрога од ИП, а потоа ја препакувал и ја продавал во Кавадарци на локални уживатели. Триесетипети ден Велешани на улица со поддршка за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Овој пат својата поддршка ја дадоа и членовите од Сдруженијето на спортски риболовци Бабуна од Велес. Тие порачуваат: нема да дозволиме во Македонија да се инсталира тиранска платформа која ќе значи крај за нашата земја. Ова парче земја има свое име, химна, знаме и грб. Таа земја се нарекува Република Македонија. Ние македонците имаме обврска и должност да ја заштитиме и одбраниме нашата татковина и да ја оставиме таква каква што е на идните поколенија, порачаа вчера вечер Велешани. И денес се бориме против предавниците, домашните продавници. Повеќе не боли тоа. И денес ги повикуваме нашите браќа и сестри да се разбудат,
да се освестат дека ние имаме своја држава, дека за оваа држава многу борби се воделе. И ние ќе се бориме, македонски народе. Нема повеќе попуштање и нема повеќе компромиси. До оваа линија стасавте, тука и ќе останете. Позади оваа линија е македонскиот народ. И од Сдруженијето на спортски риболовци Бабуна од Велес со поддршка за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Нема да дозволиме во Македонија да се инсталира тиранска платформа, која ќе значи крај за нашата земја, порача Бранко Јанушев. Јас како представник на Македонска риболовна федерација гласно ги скажувам нашиот отпор против двојазичноста, менување на химната, знамето, грбот, парите. Црвената линија е помината, доста е, но црвено-жолтата нема да дозволиме. Нема да дозволиме да се инсталира тиранска платформа која ќе значи крај за унитарноста на нашата Македонија. Ке продолжиме да искажеме отпор и денеска и секој нареден ден, се до отфрлање на тиранската платформа, порача Велешани. Протестен марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вчера вечер се одржа во Неготино, а пред присутните се обрати Андријана Арсова. Таа рече дека со гордост ги поздравува тие што протестираат, повторувајќи дека се против платформата во Тирана и против двојазична Македонија. И денес докажавме, а и денес пишуваме историја дека оваа земја има луѓе, има синови и ќерки кои што ќе ја бранат нејзината унитарност и сувереност. Оваа земја има народ со исправена кичма, народ со високо исправено чело кој се вика Македонија, нагласи Андријана Арсова на протестниот марш на иницијативата за заедничка Македонија. Македонци, свестете се! Многу пати сме делени, парчосувани, многу пати угнетувани. Зарем Македонче една за секогаш не ја научи лекцијата дека некои соседни земји не ти мислат добро? Зарем не научи дека оваа мала грудка земја е се што имаме? И зашто треба да ја продадеме? За полоша иднина на сите? За кантони? За федерални државички? Нема ли да се срамат од своите потомци оние кои го поддржуваат и одобруваат ова сценарио? Арсова при тоа додаде дека Македонија е повторно јаболко на раздорот, некогаш, како што рече, заради геостратешката положба, а повеќе пати да се задоволат туѓи аспирации и потреби. При тоа повтори дека се против платформата во Тирана, против двојазичноста на Македонија и за суверена, унитарна, демократска, една и единствена Република Македонија. Значително се подобрува комуналната инфраструктура во општина Велес. Станува збор за реализација на проектот изградба на водоснабдителен систем за индустриската зона Речани 2 со поставување и поврзување со водоснабдителниот систем на езеро Младост. Со реализацијата на овој проект се става крај на проблемот со водоснабдувањето за објектите во овој дел на градот. Тие во иднина ќе можат да користат чиста вода за пиење. Вкупната инвестиција е во висина од 2 милиони денари, обезбедена од буџетот на општина Велес. Завршен е проектот за изградба на водоснабдителен систем за индустриската зона Речани 2 со прстенето поврзување со водоснабдителниот систем на езеро Младост. Со тоа се заокружи уште еден проект од областа на комуналната инфраструктура во општина Велес, информира градоначалникот Славчо Чадиев. Работи за потек или нова водоводна линија, која има вкупна должина од повеќе од 1,3 километри, која што ново изградена водоводна линија оди се до крстосницата во близината на Башино село. Се создадува од овој момент веќе услови за приклучување на поголем дел од жителите на населба Речани, фактичко на сите, бидејќи составени шахти по патот за секундарната мрежа да може да се подели према барањето на граѓаните и целокупно е веќе снабдено и Речани 1 и Речани 2 со квалитетна вода за пиење. Чадиев информира дека водоводната линија е од полиетиленски цевки со профил од 225 мм. Изведени се 4 разделни шахти на овој потек, на кои би можел да се приклучат и други секундарни линии. Со ова веќе дефинитивно нема проблем да имаат за водоснабдување жителите на тој дел
од градот. Значи, вкупната инвестиција е 2 милиона денари, тоа се секако пари од Советот на општина Велес. Во овој момент користам приликата да упатам апел и да ги повикам сите собственици на индустријските објекти, меѓутоа и собствениците на стамбените единици кои што живеат таму, да поднесат барање за приклучок до ЈКП Дервен. Со реализацијата на овој проект се става крај на проблемот со водоснабдување за објектите во овој дел од градот, истакна Чадиев. Фондацијата Елена Лука денеска во Кавадарци одржа работилница на тема родот и родовата рамноправност. На работилницата активно учество земаа учениците од гимназијата Добри Даскалов, а целта е да се запознаат и охрабрат младите во својата средина да ја поттикнат родовата рамноправност и да го спречат насилството. Мажите и жените конечно да бидат на исто рамниште. За тоа да се случи, неопходно е подигање на свеста за капацитетите и можностите и на едните и на другите уште во најрана возраст. Средношколците од гимназијата Добри Даскалов денеска беа запознаени со концептот на родовата рамноправност од страна на Фондацијата Елена Лука, која организира серија едукативни работилници. Знаеме дека, да речеме, жените на пазарот на труд се многу помалку застапени во однос на мажите. Исто така во доменот на предприемништвото многу помалку има жени одошто мажи во доменот и на политиката, на јавниот живот, во спортот. Значи имаме сегрегација, да речеме, поделба и така натаму. Се е тоа резултат на родовите стереотипи, родовите улоги кои што започнуваат многу рано, уште во детската возраст, на најранна возраст, и најчесто родовите стереотипи се формираат, да речеме, од 3-та до 5-та година. Целта на овие едукации е да се запознаат и охрабрат младите во својата средина да ја поттикнат родовата рамноправност и да го спречат насилството. Денешната работилница е дел од една повеќе годишна програма која се спроведува во повеќе општини во Македонија. Исто така, низ интерактивни работилници, низ видео презентации разговараме за тоа кој најчесто го наследува имотот, наследството во семејството. Во минатото кој почесто одел во повисоките форми на образование и така натаму. Значи, пред се да ги поттикнеме да размислуваат, да бидат свесни и да тие делуваат пред се во своите средини во насока на поттикнување на еднаквост, а се со крајна цел развој на потенцијалите на една личност и генерално квалитети и унапредување на благосостојбата за целата заедница. Освен надминување на родовата нерамноправност, од големо значење е младите да знаат да го препознаат семејното насилство и да се охрабрат истото да го пријават до надлежните институции. Еве успеавме на крај преку организацијата на Жени Визија Кавадарци да донесеме представник и од Фондацијата Елена Лука, што навистина би било голем придонес за нашиот град и во делот на она што пред малку го слушнавте од представникот на Елена Лука, какви можности они пружат во однос на младите жените, во однос на стипендирање исто на младите студенти. Фондацијата Елена Лука во периодот што следи планира да реализира и работилници кои ќе се однесуваат на недискриминацијата и родовото базирано насилство. Успешно завршени активностите од проектот Подобрување на раниот детски развој и квалитетот на животниот стандард во Демиркапија 2. Општина Демиркапија во соработка со детската градинка Борис Трајковски и фондацијата ЦЕНЕК проектот го реализираше во рамките на програмата Општинско корисна работа 2016, финансирана од УНДП, а поддржана од владата на Република Македонија. Успешно завршија активностите од проектот Подобрување на раниот детски развој и квалитетот на животниот стандард во Демиркапија 2 на општина Демиркапија во соработка со детската градинка Борис Трајковски и фондацијата ЦЕНЕК. Истиот се реализираше во рамки на програмата Општинско корисна работа 2016, финансирана од ЮНДП и поддржана од влада на Република Македонија. Во овој проект беа вклучени невработени лица и беа ангажирани во период од 6 месеци за во детската градинка, кујната на детската градинка, односно народната кујна и во фондацијата ЦЕНЕК. За овој период 3 лица беа ангажирани како негователи во детската градинка и активно учествуваа во сите активности за згрижување и воспитување на околу 100 деца од предучилишна возраст.
3 невработени лица беа ангажирани како помошници готвачи во кујната на детската градинка, каде што учествуваа во подготовките на оброците за децата од градинката и подготовка на топол оброк за корисниците на услугите на Народната кујна во Демир Капија. Едно лице беше ангажирано како технички администратор во фондацијата Ценет и учествуваше во реализација на секојдневните активности на фондацијата, како и во реализацијата на активностите на проект што општина Демир Капија го спроведува во рамки на програмата ИПА компонента 4 развој на човечки ресурси. Невработените лица за својот ангажман добија потврди за работно искуство. Од денеска со авиокомпанијата Визер, македонците два пати неделно ќе имаат директен лет до унгарската престолнина Будимпешта, односно секоја среда и секоја недела со пристигнување на Скопскиот аеродром од Будимпешта во 12:25 часот и заминување од Скопје за Будимпешта во 13 часот. Со оваа нова авиолинија македонските граѓани ќе имаат можност да патуваат не само до Будимпешта, туку ќе имаат пристап и до 61 друга дестинација низ Европа, кои се достапни преку мрежата на Визер. Продолжуваме понатаму со вести од земјава. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов учествува на јубилејниот 20 Евроазиски економски форум што се одржува во Истанбул, а на свечерното отворање тој порача: "Ова е време кога целиот свет се трансформира. Европа и Азија никогаш не биле подобро инфраструктурно, економски и енергетски поврзани, но истовремено Европа и Азија никогаш не биле толку културно и цивилизацијски оттуѓени со пораст на ксенофобијата и стравот од различноста." На форумот учествуваат актуелни и поранешни државници, председатели, премиери, министри, истакнати личности од општествениот и политичкиот живот, невладиниот сектор и бизнис заедниците од 40 на држави. Годинава Евроазискиот форум се одржува на тема човештвото на крстосница, а меѓу темите на дискусија ќе бидат и предизвиците со кои се соочува Европската Унија. Организатор на Евроазискиот економски форум е Мармара фондацијата, група за економски и општествени истражувања која има за цел унапредување на односите меѓу Европската Унија и земјите од Централна Азија и Блискиот Исток. Пратениците од ВМРО ДПМН веќе втора недела во законодавниот дом го повикуваат Зоран Заев да излезе и да каже што прифатил од платформата, но одговор нема. На денешното продолжение на конститутивната седница во Собранието на Република Македонија, пратеникот од движењето Беса Зекирија Ибрахими од собраниската говорница пред целата македонска јавност изјави дека Беса нема намера да влегува во било каква влада која што нема да го официјализира албанскиот јазик. Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН на колегите од СДСМ им посочи да не помислуваат да креираат инциденти во собранието, знаејќи дека и онака атмосферата, како што рече, е тензична. Тој исто така нагласи дека освен движењето Беса, која што има регистрирано пратеничка група, моментално ниту една партија нема поднесено барање за формирање пратенички групи и од тука како што може СДСМ да бара цело време процедурални забелешки за една иста тема, така можат и пратениците од ВМРО ДПМН, посочи Милошовски. Државниот завод за статистика објави дека цените на угостителските услуги во март се зголемени за 0,1% во однос на февруари. Зголемување има кај храната за 0,2% и кај безалкохолните пијалоци за 0,1%, додека кај алкохолните пијалоци има намалување за 0,4%. Во споредба со март минатата година, цените на угостителските услуги се зголемени за 0,3%. Според статистика, кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари-март во однос на истиот период лани е зголемен за 0,3%, додека во однос на декември 2016 е намален за 0,1%.
Најмалку 2 лица загинаа, а 4 се повредени во силен земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата скала, што го погоди североисточен Иран, 87 километри југоисточно од градот Машхад. Најмалку 7 населени места се делумно разурнати. Во областа се испратени спасувачки екипи, инаку Иран се наоѓа во зона на повисока сеизмичка активност. Ова е свето денес. 6 лица се уапсени во Санкт Петербург, соопшти денеска рускиот истражен комитет, поради сомнеш дека регрутирале луѓе за џихадистичката група Исламска држава, како и дека помагале во терористички активности. Како што се наведува во соопштението, нема докази дека уапсените кои по потекло се од централниот дел на Азија, на некаков начин се поврзани со бомбашкиот напад во метрото. Уапсените се сомничат дека од ноември 2015 година регрутирале и други мигранти од централниот дел на Азија за терористички активности и за Исламската држава, но и за исламското движење Нусра фронт. За време на претресот во нивните домови била пронајдена литература за екстремистички ислам, наведува истражниот комитет. Во Австралија е конфискувана рекордна пратка метамфетамин, при што 2 лица се уапсени и обвинети за случајот. Дрогата била откриена во магазин во Нунавадинг, источно од Мелбурн. Станува збор за 903 килограми метамфетамин во вредност од 900 милиони австралиски долари. Наркотикот бил скриен во картонски пакети со ламинат, увезен од Кина. Според австралискиот министер за правда Мајкл Кинан, тоа е најголемата запленета пратка на метамфетамин во историјата на земјата. Пред една седмица во Мелбурн беа конфискувани 300 килограми од истата дрога, каде беа уапсени 3 виетнамци. Седум милиони луѓе во Сирија страдаат за храна. Ситуацијата се влошува се повеќе од војната што трае, изјави представникот Светската програма за храна на Обединетите нации. Според Муханат Хади, регионален директор на Светската програма за храна, бројот на луѓе на кои им е потребна помош во храна се зголемува, а ситуацијата на терен не се подобрува. Децата се тие кои најмногу страдаат. Производството на храна во Сирија е намалено на најниско ниво. Регионалниот директор Муханат Хади е во Брисел на меѓународна конференција за Сирија во Организација на Европската Унија. Денеска имаме претежно облачно време со сончеви периоди, проследено со повремени врнежи од дожд. Минималната температура се движеше во интервал од -1 до 7 степени, а максималната температура достигна до 19 Целзиусов степен. За утре метеоролозите најавуваат северен ветер кој особено ќе се засилува ноќта кон петок и ќе дува во текот на целиот ден. Максималната температура се очекува да достигне до 17 степен. Со ова информација го завршуваме овој дневник. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.